Ќе се укине плаќањето по учинок на лекарите и директно ќе се презимаат медицински работници од приватните во јавните здравствени установи. Владата ги минува правилата за да најде начин за справување со хроничниот проблем со одлив на стручниот кадар. Измените на Законот за здравствена заштита веќе се усвоени на владина седница, а предлог законот треба да влезе во собраниска процедура. Здравствените работници да немаат потреба да мислат на квантитет, туку да се фокусираат на квалитетни услуги кон пациентите и кон граѓаните на Република Македонија. Втората информација, односно измена во Законот за здравствена заштита, ќе овозможи преземање на здравствени работници, односно на доктори, фармацевти, стоматолози, медицински сестри од приватните здравствени установи кон јавното здравство. Со законските измени, владата практично отвара можност за директна спогодба. Што ќе значи ова, за сега е неизвестно. Вработени на клиниките стравуваат дека може да се соочат со нелојална конкуренција пред се во делот на платите. Лекарите не сакаат јавно да говорат, но сепак негодуваат. Од синдикатот на клинички пак не гледаат простор за нееднаков третман. Дадовме предлог на работната група која изготвува сега Законот за здравствена заштита да се укине тој проект и апсолутно го поддржуваме. Тоа е наше барање. Значи и сега законот дозволува да тие доктори што отишле во приватно здравство да се вратат во јавното здравство. И мислам дека апсолутно тоа е и тенденција на Министерството за здравство. А тој дел од законот стварно не ми е јасно што се однесува и што мисли. Поддржуваме делот кај што бараме да се укине проектот по успешност. Проблеми со стручен кадар има речиси секоја клиника, освен зголемувањето на платите за 5% и на надоместокот за дел од дежурствата, власта досега не направи ништо позначајно за средување на состојбите во здравствениот сектор.